Архиереј е обична именка во светот, но во црквата тоа е збор со суштинско значење. Архиерејот е дел од хиерархијата на Господ Бог на земјата. Тој е чувар и пазител на верата, разглас на Словото Божјо, двигател на литургискиот живот, редар на црковниот поредок. Тој е родител на свештенството и на патството, домакин на црковното велелепие и целата црковна величенственост, центар на целокупната православна мисија и ревносен заштитник на својот православен род. Митрополитот Агатангел е епископ кој ги исполни и неуморно и непрестано ги умножува плодовите кои произлегуваат од овие начела и одредби. Гледајќи ја неговата свештенопастирска дејност, ќе ја видиме целата Божја промисла за животот на еден свештенослужител кој го полага целиот свој живот во служба на црквата. Вардарската епархија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, доживеа вистинска духовна ренесанса во овие 16 години, период во кој возглавител на незиниот трон е токму митрополитот Агатангел. Тој е архиереј кој се целосно се вгради во оваа преродба на Повардарската епархија, а преку ова свештено дејство остави силен аманет кон сегашните идните клирици и миријани македонци, како се чува и воздигнува црквата на македонскиот народ, Охридската архиепископија. Владиката, иако својата дејност ја извршува на земјата, тој својот чин го добива од небесата по застапништвото на Богородица од самиот Христос. Владиката е икона Христова. Што значи тоа да биде икона Христова? Тоа значи како што самиот Христос се принел за жртва, спасоносна жртва на целото човештво, така и владиката се принесува за жртва дење и ноќе за патството кое му е поверено. Една таква икона ние добивме во ликот на митрополитот Повардарски господин Агатангел. Патството од Повардарската епархија и целокупното свештенство во ликот на владиката виде еден родител, а тоа родителство го препозна по љубовта која што ја чувствуваме од неговите молитви кои деноноќно ги вознесува пред престолот Божји. Владиката е добриот пастир кого што ние го познавме и кој не познава нас. Тој е оној добар пастир кој влегува низ вратата Христос. Тој е роден на 11 март 1955 година во скопската населба Чаир, во семејството на благочестивите родители Иван и Елица Станковски. Дека неговиот живот ќе биде исполнет со плодна општествена и свештено-служителска дејност, се покажало уште во најраното детство, кога тој останал сирак, без мајка, па нему како најстар и на двајцата браќа, таткото Иван со голема љубов и грижа им вдахнал благочестие, вера и храброст за да се пробиваат низ макотрпноста и сложеноста на секојдневниот живот, отпирајќи се на Бога и на неговата света промисла. Црквата Свети Ѓорги во Чаир, во непосредна близина на неговиот дом, бил храмот на неговото прво запознавање со верата и со Господ Бог. Покрај првите чекори во црквата, во овој Божји храм, тој во 1979 година ја прима и светата тајна свештенство, најпрво во ѓакон, потоа и во свештеник, а останува и на парохиска служба до 1983 година. Митрополитот Агатангел и поминал сите хиерархиски степени во црквата. Тој има завршено средно богословско образование во Драчево во 1976 година, а дипломира на Богословскиот факултет во Скопје во 1995 година. Најпрво бил вработен од архиепископот Доситеј како референт во архиепископијата, потоа како библиотекар при Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, а подоцна и како референт во канцеларијата на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Свештеничкото искуство го надоградува и на австралискиот континент,
каде службува 11 години. Желбата за монашки подвиг кај него постоела уште по завршувањето на богословијата. Но Бог го одложил неговото монашко подстрижување. Основна причина била совеста и грижата кон неговите најблиски, овдовениот татко и нејаките недошколувани помали браќа. По упокојувањето на неговата протопрезвитера Мица, во него повторно се реактивира монашкиот призив. Очигледно е дека на Бог не му требал голобрадиот богослов, туку искалениот, смирен и докажан протоереј. Па така, на 5 февруари 1998 година, протоереј Атанас станува нов богослужител, монах, кога го добива и новото име според големиот ревнител во верата Христова, Свети Агатангел Битолски. Внимавај, никој да не те приморува да го примиш овој свет чин. Внимавај, ти по својата слободна волја сакаш да го примиш големиот ангелски чин. Да, блаженејши владико, по своја собствена волја. Се поздрижува Божието чедо Агатангел во името на Отца и Сина и Светиот Дух, да ти биде за радост и спасение на твојата душа, за радост на ангелите и за пораз на демоните. На 24 јуни 1998 година, од страна на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква е избран, а на Петровден истата година е хиротонисан за викарен епископ на Скопската митрополија со титула Епископ Велички. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква го избра игуменот на манастирот Света Богородица Матка крај Скопје, Агатангел, за викарен епископ на Скопската митрополија со титула Епископ Велички. Благоверному и Христолюбивому народу нашему подаш, Господи, здравие же и спасение и всем благое поспешение, над враги же победу удаление и сохрани его на многая лета. На 13 февруари 2000 година е избран и востоличен како митрополит Повардарски, а само неколку месеци подоцна, на 10 ноември, е избран и назначен за епархиски архиереј на Брегалничката епархија. Но по Божја промисла и заради потребите на Македонската православна црква, митрополитот Агатангел повторно е избран и назначен за епархиски архиереј на Повардарската епархија и е интронизиран за митрополит Повардарски на 8 октомври 2006 година во соборниот храм Свети Великомаченик Пантелеймон во Велес. Митрополитот Агатангел го вложи целиот свој човечки и духовен капацитет во изградбата на нови и обновата на старите духовни светилишта на македонскиот народ. Тој уште од самиот почеток од повторното возглавување на тронот на Повардарската епархија имаше чиста и јасна визија каде води оваа негова замисла, а тоа е утврдување на црквата на живиот Бог во секое човечко срце. Денес, кога има многу озарени радосни лица во многобројните прекрасни храмови кои се изградија, е повеќе од јасно дека Бог благоволи преку својот епископ Агатангел да ја покаже сета своја торжественост, сила и убавина, да за само краток временски период во Повардарската епархија да изгради толку многу домови каде ќе пребива неговата вечна слава. Поречи си сите поголеми градови на оваа епархија, што е уште позначајно во самите нивни срца, митрополитот Агатангел успеа да издигне Божји храмови. Во Велес, слава и чест на се словенските просветители,
македонските браќа Кирил и Методий изгради импозантен храм со можеби најубавиот и композициски најбогатиот фрескоживопис на овие простори, и со дури 13 камбани кои со своето велелепно созвучие ја повикуваат секоја христијанска душа во Домот Божи. Убавината Божја ќе го краси и одликува овој прекрасен македонски град за векови. Се наоѓаме во еден импозантен храм, храмот на светите словенски и македонски просветители и учители светите браќа Кирил и Методи, кој што се градеше скоро 10 години и заедно со него како да растеше и огромната желба, односно трудот на нашиот архиереј, се изгради еден храм кој што ќе биде белег и печат, а не само на ова време, туку и на многу идни генерации, кои што во него ќе гледаат и ќе учат дел од ова современо градежништво, односно дел од сегменти од ова наше денешно православно македонско живење. Во слава и чест на светиот Јован Крстител, владиката Агатангел подигна храм во новиот дел на градот. Овој дел на Велес е населен во 80-тите и 90-тите години од минатиот век од луѓе од велешките села кои дошле да ги пополнат работните места на големите индустријски објекти во тогаш индустријски моќниот Велес. Тие луѓе дојдоа од места каде Бог и неговата црква имаа големо значење, а сега нивната потреба е задоволена. Малиот параклис на крајот од градот, посветен на преподобната Параскева петка, каде што велешани секојдневно принесуваат молитви кон Бога, стана прекрасен дом Божи. Познатата влашка црква, посветена на успението на Мајката Божја, доживеа целосна преобразба. Нов прекрасен фрескоживопис, нов иконостас, ремек дело на велешкиот мајстор Бисинов, парно и подно грејење, велелепни полиелеи, односно се она што може да значи благопријатна и богоугодна молитвена атмосфера за секоја христијанска душа. Во склоп на оваа црква, митрополитот Агатангел иницираше изградба на 2 параклиси, од кои едниот е посветен на светиот Охридски чудотворец Наум, и тоа е прв Божји храм посветен на овој наш духовен горостас во Повардарската епархија. Вториот параклис е посветен исто така на еден наш македонски светилник од поново време, а тоа е величкиот епископ Гаврил, кого нашата македонска црква го впиша во редот на ореолните светилници на православието. При овој, сега црковен комплекс, се изградени и нови помошни црковни простории со канцеларии, трпезарија, крсталница и исповедална. Во градот Велес, митрополитот Агатангел реализираше уште една своја капитална замисла, која сега веќе ги дава плодовите на дело, а тоа е изградбата на болничка црква. Со Божја помош, таа негова замисла се оствари, а црквата се изгради во слава и чест на светите лекари чудотворци Козма и Дамјан. Според замислата на дедо Агатангел, прибежиште во овој дом Божји пронајдоа многумина болни, секојдневно пренесувајќи ги своите молитви за исцеление кон Севишниот Бог, а не е мал ниту бројот на велешките лекари кои го бараат Божиот благослов за успешно лекување на нивните пациенти. Велешката црковна градителска приказна на митрополитот Агатангел би ја привршиле со внатрешната реконструкција на олтарниот дел на соборниот храм на Повардарската епархија Свети Великомаченик Пантелеймон, како и целосната реконструкција на внатрешноста на црквата Световознесение Христово Свети Спас. Во делот на Велес, под црковна юрисдикција на владиката Агатангел, би сумирале дека градот доживеа една своевидна црковно-градителска ренесанса. Во градот Кавадарци, митрополитот Агатангел, од своето запоседнување на Повардарскиот трон, имаше замисла и желба за изградба на нова црква. Со голем елан во градежните активности,
како и со голема поддршка на жителите на овој град, за релативно краток рок од 5 години се изгради величествен дом Божи, посветен на преподобната маченичка Параскева Петка. По завршувањето на овој храм и неговото осветување, веднаш започна и веќе е при крај целосната обнова на црквата Свети Великомаченик Димитрий во самиот центар на градот. Многобројните цркви и манастири во нашето Кавадарешко архиерејско наместништво се свети сведоштва за нашиот црковен живот. Знаеме дека храмот е небо на земјата и затоа е многу добро кога се гради, обновува и се создава. Со благослов на неговото високо пресвештениство митрополитот наш Повардарски господин Агатангел, сите новоизградени црковни објекти и обновувањето на старите цркви и манастири спаѓаат или представуваат едно духовно богатство на оваа наша македонска земја. Во градот Неготино се преосвети црквата Свети Атанаси, откако претходно беше извршено целосно реновирање на внатрешноста и на надворешноста на црквата. Во градот Гевгелија, манастирот Свето Вознесение Христово доби целосно нов внатрешен лик со нов иконостас и фрескоживопис, а црквата Свети Кирил и Методи целосно се реставрираше. Во чест и спомен на единосуштната неразделна и животворна Троица, а во слава на светите рамноапостолни сесловенски и македонски просветители, со Божји благослов на неговото високо преосвештенство митрополит Повардарски господин Агатангел, се случи целосна обнова на овој велелепен храм во град Гевгелија. Во 2016 лето Господово се започна со целосна обнова на покривот, на ѕидовите, на подот на оваа црква. Потоа, во продолжение се нарача и се постави нов иконостас, се насликаа нови икони, се направи целосен фрескоживопис на овој голем храм во град Гевгелија, се поставија овие прекрасни полиелеи во слава на Господа Исуса Христа. Од длабочината на нашата душа изразуваме голема благодарност кон неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агатангел, како вистински татко духовен, што сето ова со негова голема заслуга се направи во овој град Гевгелија. Во градот Валандово потеке изградбата на црквата посветена на рождеството на Пресвета Богородица во самиот центар на градот. А покрај овој проект се заврши изградбата на манастирот Свети Великомаченик Ѓорги, а се реновираше и фрескоживописуваше и црквата Свети Димитрий. Во центарот на Богданци се случи една голема духовна загуба, при што во пожар целосно изгоре храмот Свети Атанаси, но и при оваа неволја за градот Богданци и за неговите жители, како и за Повардарската епархија, митрополитот Агатангел не остана рамнодушен, туку напротив веднаш започна со изградба на нов импозантен храм кој одново ќе го краси овој град. Во овој претходен фактографски опис се наведени поголемите капитални објекти во градските средини, но со несмален интензитет се работеше и во помалите населби, села и рурални средини во епархијата.
крај на ова фактографско набројување на изградените и отпочнатите со градба духовни светилишта, се можеби највпечатливите црковни градби на митрополитот, а тоа се Полошкиот, Согленскиот и Серменинскиот манастир. Најпрво ќе започнам со хронологијата на градба во Полошкиот манастир Свети Ѓорги, кој денес, благодарение на митрополитот Агатангел, е жив женски манастир кој го посетуваат голем број верници и добиваат во него духовна наслада. Манастирот кој е изграден во 14. век, до него имаше само стари и руинирани конаци во кои немаше услови за живот. Водејќи се од огромна желба, овој наш најстар духовен светилник во Повардарската епархија повторно да заблеска во својот сјај, митрополитот најпрво иницираше изградба на конак, кој иако со голем број на проблеми, поради непристапноста до манастирот по земен пат, се оди до него само преку Тиквешкото езеро, сепак во релативно кус временски период, тој беше изграден. Откако во манастирот дојде расофорната монахиња Драгица, подоцна монахиња Магдалена, заживеа и манастирската економија преку производство на високо квалитетни млечни производи. По завршувањето на овие два објекта се отпочна со изградба на нов голем конак и параклис, кој во моментов е во фаза на привршување на градежните дејствија. Во Согленскиот манастир Рождество на Пресвета Богородица, митрополитот Агатангел најпрво иницираше рушење на старите и руинирани конаци, за на нивно место денес да бидат изградени нови конаци со монашки дел, дел за посетители, како и параклис во склоп на истиот. По завршувањето на овој конак се пристапи со изградба на нов конак, чија изградба е во завршна фаза. Серменинскиот манастир Свети пророк Илија, кој се наоѓа на планината Кожув од гевгелиската страна, се изгради комплетно од почеток. Денес во неговиот состав, покрај манастирската црква, се наоѓаат иконаци. Во делот на градбите во манастирите, ќе го споменеме уште и целосното реновирање на конаците на манастирот Свети Ѓорги во Неготино, каде старите конаци веќе комплетно се реновирани со 20 апартмани, владички апартман, канцеларии и прекрасна трпезарија. Со одлука на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, митрополитот господин Агатангел беше поставен за ректор на богословијата во 2000 година. Од тогаш започнува нашата соработка со него како ректор, иако со него се познававме и во претходниот период. Во следната 2001 година, со синодска одлука, се започна со крупен градежен проект, доградба на богословијата, а воедно и реновирање на стариот интернатски дел. Би напоменал дека богословијата е училиште од интернатски тип, во кое што учениците имаат обврска покрај посетувањето на редовната настава и да предстојуваат во интернатот. Со реализацијата на овој градежен проект добивме подобри училници, повеќе помошни простории, подобар простор за училишната библиотека, подобра кујна и трпезарија, како и прекрасен параклис во кој што се наоѓаме овде и во кој што учениците секојдневно присуствуваат на утринските и вечерните богослужби, а во неделните и празничните денови се служи и света литургија. Но и во следните години, со залагање на митрополитот господин Агатангел како ректор, условите за живот и работа во ова наше училиште од година во година стануваа се подобри. Покрај во градежната дејност, митрополитот господин Агатангел како ректор особено акцент ставаше на издавачката дејност. Постојано инсистираше од професорите, секој во својата област, да подготвува учебници за потребите на богословијата.
и на вистина во изминатиот период се отпечатија многу наслови на учебници кои што се наменети првенствено за потребите на учениците од богословијата, но истите се од полза и за студентите на Православниот богословски факултет, а достапни се и на пошироката читателска публика. Би напоменал дека митрополитот господин Агатангел како ректор најдолго се задржал на оваа функција споредено со сите досегашни ректори на богословијата. Главната карактеристика на неговата личност е родолюбието и патриотизмот, како и верното служење на нашата света црква, и во тој дух ги поучува и помладите генерации. Инсистира на ред, дисциплина и исполнителност на секого во своите обврски, а впрочем тоа се услови за нормално и успешно функционирање на било која институција. Издавачко-просветната дејност е една од најважните белези на архипастирската мисија на митрополитот Агатангел. Тој уште од самиот почеток на неговата дејност како епископ на Македонската православна црква, ревносно и сецелосно се оддава на овој доста важен сегмент од црковниот живот. Така, тој најпрво го иницира создавањето на хуманитарно-издавачката дејност Гјаконија, од која произлегува првите, но не и последни изданија. Под негово духовно водство во Скопската епархија најпрво излезе списанието Се православие, потоа во Регалничката епархија списанието Троичник, кое се уште се издава, и во Повардарската епархија списанието Православна светлина, кое веќе 15 години служи како помошно средство за растење во духовниот живот на народот од Повардарската епархија па и низ цела Македонија. Од 2007 година митрополитот Агатангел ја создаде издавачката дејност на Повардарската епархија Свети Ѓорги Полошки, на која тој е главен и одговорен уредник и главен двигател. Од оваа издавачка дејност досега произлегува околу 200 печатени изданија, во најголем дел книги, потоа списанието Православна светлина, илустрираната едиција за деца библиски настани, како и бројни брошури. На овој начин, митрополитот успеа да придвижи неколку сегменти, а тоа се да го анимира свештенството во полето на просветната дејност, бидејќи поголем дел од нашите свештеници активно учествуваат во преведувањето на бројни дела, дел и преку авторски подвиг, потоа да го умножи книжниот црковен фонд како наследство за идните генерации и на крајот активно да го негува и да го зачува нашиот македонски јазик како основен белег на нашиот идентитет и опстој како македонски народ. Во овој контекст ќе го споменам и срдечниот поздрав и благодарност од патриархот Московски и на цела Русија господин Кирил до митрополитот Агатангел за преводот и издавањето на едно од нашите дела, а тоа е книгата посветена на руското царско семејство Романови "Љубовта е посилна од смртта". Денес слободно можеме да посведочиме дека овој дел од дејноста на митрополитот Агатангел, односно издавачката дејност, донесе и непрестајно носи многу плодови на црковната почва. Така што нашата читателска публика од ден на ден се повеќе се умножува, а нашите изданија се дел од многу лични библиотеки низ земја. Тој, како верен и ревносен пастир на нему довереното стадо, со голема љубов се грижи за секоја душа. Па затоа, во синергија со Божјата благодат, доаѓа до идеја за организирање на групни крштевки, со што сите луѓе, кои поради разни причини не се крстиле во своето детство, имаа можност да се крстат и да ја примат светата православна вера. Од 1998 година наваму, благодарение на иницијативата на неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агатангел, на групните крштевки на реката Треска во Матка се крстени повеќе илјади луѓе, а во Повардарската епархија бањата на крштението ја примиле повеќе од 1000 луѓе и тргнале по Христовиот пат и влегле во коработ на православието.
Во Повардарската епархија, секоја година традиционално се организираат групните крштевки на реката Бабуна во близина на Велес, при кои повеќе од 700 луѓе ја примија верата, што представува импозантен број на луѓе кои тргнале по Христовиот пат и влегле во коработ на православието. Во нашата древна македонска земја, нашите предци го сметале венчавањето за круна на нивниот овоземен живот, зашто знаеле и верувале дека со ова свето таинство ќе го добијат Божиот благослов за создавање на многубројно и среќно семејство. Но за жал во периодот на едноумието многумина кои иако имале желба да се венчаат, поради разбирливи причини, не ја крунисале својата љубов пред Бога. Неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агатангел, согледувајќи ја на сушната потреба многуте невенчани брачни парови да добијат Божи благослов, почнува со организирање на групни венчавки во Повардарската епархија. Ова спасоносно дело го доби статусот на благочестива традиција, благодарение на која и понатаму уште многумина ќе се венчаат со слава и чест пред Бога, со што како една душа ќе влезат во вечната љубов на нашиот Творец. До денес во црковните протоколи бележиме повеќе од 100 брачни парови кои пристапиле кон светата тајна брак на групните венчавки во Повардарската епархија. Водејќи се од големото милосрдие и духовната грижа за своето верно патство, должноста на секој еден митрополит е да го сака своето стадо и својата душа да ја положи за него. Црквата има апостолска должност да го просветли и продухови својот верен народ, но исто така и хуманитарно-мисионерска должност да се грижи за секој еден од нас. Токму поради ова, митрополитот Агатангел ја продолжува мисијата и заветот од архиепископот Охридски македонски господин Михаил, грижејќи се за црковно-народните кујни, за лицата со посебни потреби, љубовта и утехата да допрат до секој еден од овие наши браќа и сестри. Црковно-народната кујна во Велес за прв пат е осветена и пуштена во употреба на 20 ноември 2007 година. Повеќе од 11 години секојдневно се приготвуваат 200 топли оброци за сите оние кои имаа потреба од нив. Од 2009 година, на големиот христијански празник Рождество Христово Божик, митрополитот Агатангел почна да ја организира и денес веќе традиционалната божикна прослава за дечињата и младите со посебни потреби, подарувајќи им божикни пакетчиња и дружејќи се со нив. Во литургискиот живот на Повардарската епархија значајно место завземаат и неколку црковни хорови кои функционираат низ повеќето градови на Повардарската епархија, а кои се формираа со благослов и по иницијатива на митрополитот Агатангел. Камерниот црковен хор Свети Великомаченик Пантелеймон е формиран во 2004 година и по својата структура е камерен мешан хор и број 20 членови. Со својот ентузијастички дух и љубов кон хорската уметност и колективно музицирање, веќе 15 години работат на полето на духовната музика како примерна цел во својата дејност. Под диригентската палка на професорката Славица Ставрева, хорот има бројни настапи на домашни и меѓународни фестивали за хорско пеење. Младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи од Велес е најмладиот хор во Македонија кој активно зема учество на Светата Божествена литургија. Мојата прва средба со владиката Агатангел беше во 2011 година, каде што бев повикана на состанок во Повардарската епархија. Целта на состанокот беше формирање на нов хор. Разговаравме долго со владиката Агатангел и дојдовме
до заклучок или идеја да нема два исти хора, например, мешани, туку да формираме детски хор. Бев и јас воодушевена од самата идеја да има нешто поразлично и за прв пат во нашата држава на божествената литургија да пеат деца. За успешноста и работата на овој хор можеме да се пофалиме со големиот број на награди. Имаме 5 меѓународни награди во Белорусија, во Москва, во Хрватска, во Турција, но најдрага награда ми е најдобра изведба на духовна композиција во Москва, каде што докажува дека практикувањето на духовната музика кај овие млади деца е многу восприемена. Низ призмата на Христос, митрополитот Агатангел го гледа и самото наше македонско општество. Поточно ги живее и преживува сите проблеми и искушенија кои во овие бурни, невралгични времиња го брануваат неговиот мир, го нагризуваат неговото битие и го преокупираат неговото внимание. Митрополитот Агатангел е сосема начисто со ставот дека еден православен мисионер и духовен раководител не треба да биде далеко од општествените проблеми и радости на народот. Во смисла, не треба да се држи настрана од она што во дадениот момент ја предизвикува, ја воздигнува или не дај Боже и се заканува на самата народна душа. Духовникот е повикан да ја живее, јавно да ја сведочи и да ја зборува вистината. Тој без никаков срам или воздржување жестоко треба да ја разобличува пројавената или зацкриена лага, да ја гази неправдата, да го разголува лицемерието. Неговата сила не се состои во овосветските погубни оружја, напротив, негов штит е Божјата правда, а неговото копје се богородичното послушание и смирение, како и ненадминливата љубов Христова. Наш возлюбен архипастиру, ви честитаме и се молиме Бог да ве утврди уште долго и многу години на тронот на Повардарската епархија, да преку вашите благослови и молитви нашиот Бог да ја излива неговата благодат и човеколюбие на сите нас, вашите духовни чеда. На многоја лета, владико наш свет.